Оваа власт на Никола Груевски е опасна по живот и мора да замине. Секој нов ден со нив ги загрозува животите на нашите деца, нашите имоти и безбедноста на граѓаните. Ова е местото каде што синоќа Диме Спасов, дополнителен заменик министер за труд и социјална политика, пијан, со службено возило, удрил неколку возила и избегал. Спасов е човекот кој што со години управува со градинките, онаму каде што се згрижуваат нашите деца. Уште колку жртви треба да однесат овие луѓе во сопствената аздисаност? Што ако на оваа улица, на овој паркинг имало деца, тинеџери, граѓани? Дали и тогаш ќе избегал Диме Спасов? После сообраќајката Диме Спасов избегал. Ова ја покажува врвната неодговорност на кадрите на оваа влада, која што така и го започна сопствениот мандат со убиство на млад човек. Диме Спасов не само што бил пијан, туку и користел службено возило надвор од работното време. И тоа возило сопственост на Агенцијата за вработување. Кој и како му дозволил на Диме Спасов да користи службено возило на Агенцијата за вработување? Ова представува класична злоупотреба на институциите, класична злоупотреба на имотот на граѓаните, на имотот на Република Македонија. Диме Спасов ќе мора да понесе одговорност за синоќешниот инцидент. Му препорачуваме да се повлече и да не се појавува во јавноста. Тој повеќе нема никаков морален и политички кредибилитет да зборува за грижа за граѓаните, затоа што се на дело се виде како се грижи за нив. Ке нанесе штета и ке избега. Македонија не заслужува ваква неодговорна власт. Власта на Груевски не смее повеќе да ја води државата. Благодарам по велето прашање. Добро, во јавност има различни информации околу тоа што се случило, кој возел, дали имало други лица со Диме Спасов, какви се вашите информации? По однос на тоа кој возел има шпекулација дека има обид да се злоупотреби шоферот на Диме Спасов, што само по себе представува кривично дело, избегнување на одговорност, односно посочување на друго лице и пречување на правдата. Воколку се покаже дека е ваквата шпекулација е точна, тогаш очекуваме дека јавното обвинителство против шоферот на Диме Спасов ќе покрене кривична постапка баш за попречување на правдата. За тоа кој бил во возилото, какви биле настаните и што следело после тоа, местото кое што треба да се обратите е Министерството за внатрешни работи. Приказните за шоферот се приказни не за јавноста, тоа се приказни очигледно кои што за домат ќе треба да ги употребува Диме Спасов.